По повод одлуката на Организацијата за култура при Обединетите нации УНЕСКО да го впише гласоечкото машко двогласно пеење од Долни полок Тетовско во листата на УНЕСКО за нематеријално културно наследство на човештвото за ургентна заштита, телевизија КИС за значењето на овој историски момент разговараше со Мирослав Гавровски од Трио Гавровски, семејна музичка група која со векови наназад го пренесува ваквиот начин на пеење. Гласоечко машко двогласно пеење од Долни полок е традиционална форма на вокална музика специфична за овој регион. Ова карактеристично полифоно пеење, кое со генерации се пренесува усно, се препознава како символ на културниот идентитет на македонскиот народ од овој регион, кој токму во гласоечките песни ги вградил својата историја, митологија, традиција и култура. Се работи за еден специфичен стил на пеење, кој што е застапен во Долнополошкиот регион, се работи за машкото полифоно пеење, се работи за двогласие, односно тригласие. Специфичноста на ова пеење е во тоа што се работи за песни кои што датираат од многу одамна, се работи за музика која што е создавана со генерации и генерации наназад, а во нашето семејство има традиција на пренесување, односно устна пренесување на ваквата традиција од колено на колено до ден денеска. А самата специфика, односно стилот на пеење, како што кажав, е застапен тука, во Долнополошките села, кои гравитираат во регионот на општина Јагуновце, значи селата Сиричино, Вратница, Ротинце, Непроштено, Теарце, Лешок и така натаму. И воедно се работи за стил на пеење кој што е составен најмалку од еден, кој што во народот прикажано виши, и еден најмалку кој што сложи. Во тој случај се работи за двогласие, доколку групата е составена од еден кој што го има во дечкиот глас во мелодијата, а понатаму има повеќе од еден, односно два, се работи за тригласие, односно пеење, полифонско пеење кое што ги отсликува животните врвици на населението низ историјата до денес. Се работи за обредни песни, се работи за обичајни песни, се работи за љубовни песни. Значи тематиката е разноразна во сразмер на тоа кои фактори влијаеле врз населението во тогашното време. Значи се пееле дома, на слави, во цркви, на разни манифестации кои што населението во тоа време немало начин и прилика да ги манифестира, односно ги манифестирало сите своји прилики и неприлики, свите дејанија и фактори кои што влијале во тоа време преку песната, преку музиката, и ги опејувале. Ги опејувале јунаците, ги опејувале невозвратените љубови, ги опејувале влијанијата на останатите народи, дискриминацијата и така натаму. Значи, сепак се работи за еден широк спектар, кога зборуваме за тоа, за која тематика е обработувана низ музиката. Ако зборуваме за спецификите на изведување, на манифестирање на самиот начин на пеење, се работи, значи, како што кажав, за една водечка линија, манифестирана од еден глас кој што пее, и се работи за останати членови во групата, најчесто се формира трио, и кое што вториот глас има лежачка функција, односно третиот глас има придвижување во самата мелодија, создавајќи некои хармонски линии кои што се специфични токму за ова машко двогласно, односно трогласно пеење. Ако ви кажам дека ние со тоа усно пренесување на ваквите песни можеме да зборуваме за 350 години, тогаш можете да пресметате колку претходно се истите опејувани и пренесувани. За жал морам да истакнам дека во денешно време има се помал на групи на пејачи кои што тоа го изведуваат, и токму оваа заштита од страната на УНЕСКО отвора еден широка врата, широка порта на истражување, да се истражат, за оние кои што се во оваа област, етномузиколозите, да истражат од кога точно датира оваа музика. Ја доближуваат до византискиот период, но не би сакал да говорам околу таа тема, бидејќи тоа треба да отпуштиме на оние кои што им е работа тоа да работат. Можам да кажам дека се работа за едно големо раритетно богатство, за кое што населението од разни прилики или неприлики, кои што вие ги истакнавте, ги опејувале и ги пренесувале на генерациите кои што доаѓале понатаму. Има уште, за среќа,
во овој регион на групи, како што е групата Подгорија, како што е Кут Изворје, Гуновце. Значи, има некои групи, неформални групи, кои што на некој, морам да кажам, срамежлив начин или недоволно презентиран начин и ги истакнуваат спецификите на овие пеења, но сепак самата заштита и прифаќањето на овој проект во рамките на светското културно нематеријално наследство значи многу за овој регион, бидејќи не само што ќе се истражуваат историските податоци, вредносните, односно валоризацијата на овој проект, туку голем акцент се става на пренесувањето на младите генерации на ваквиот стил на пеење. Бидејќи низ историјата на пренесување влијале голем број на фактори кои што ваквиот стил на пеење не дозволил да се манифестира во поширок аудиториум. Од аспект на тоа влијание имале миграционите движења, не само село, град, село, туку и надвор од границите на нашата Република Македонија, потоа старосната структура со која што се соочуваме во денешно време, специфичниот, односно многу малиот број на изведувачи на ваквата музика и верното презентиране, односно промоција на ваквиот стил на пеење, потоа морам да истакнам секојдневниот музички шунт кој што се пласира на нашите медиуми и влијанието на техничко-технолошките достигнувања кои што младите ги оттргнуваат од ваквиот стил на пеење, а како еден од факторите и стигматизацијата на пеењето, на ваквиот стил на пеење, односно, народски кажања, срамењето на нашите деца, на нашите пријатели, роднини, за прифаќање и промоција на ваквиот стил на пеење. Заради сите овие фактори кои што ги набројав, можам да истакнам дека ваквиот стил на пеење недоволно е искористен и еве една прилика и еден апел до младите да се тргнат од секојдневните дејанија кои што им влијаат во секојдневието и малку да се посветат и доколку прикажат интерес, ние секако стоиме на располагање, без никаков материјален надомест, да се пренесе и понатаму ваквата традиција. Бидејќи и на самата конвенција во УНЕСКО, како што имавме прилика да прочитаме и да се информираме, се работи за извонредно ретка појава на стил на пеење, бидејќи околку голем број на проекти кои што од Македонија конкурирале на ете за заштита не се прифатени, а се далеку попознати, тоа ни дава тоа е еден голем факт за ние да продолжиме и понатаму да се бавиме со оваа музика, не ние како семејство, туку ние како народ кој што тука живее, бидејќи тоа е нашата гордост, сакале да признаеме или не, ние можеме и единствено можеме да се гордееме со нашата традиција, со нашите специфики од овој регион, за да не препознаат во светот. Светот дозна за машкото двогласно, односно трогласно пеење, на големо задоволство на нашето семејство, на градот Тетово, на Република Македонија, затоа што е ставен на ургентната листа за заштита. Бидејќи, морам да кажам, се наоѓа на работ на изумирање, да не дозволиме да изумре ваквиот стил на пеење, бидејќи е голема традиција. Може би не сме свесни доволно за каков проект се работи, но треба еднаш за секогаш да си се цениме сами за и понатаму да не ценат другите во светот. Покрај зачувувањето на двогласното пеење, оваа одлука на УНЕСКО подразбира и поширок спектар на општествени придобивки. Како што ги споминав, квалитативните импакти, односно влијанија, придобивки кои што ги има од ваквиот стил на пеење, но на овој начин придобивките ги има нашата држава, Република Македонија, затоа што од овој стил на пеење Република Македонија има корист, да кажам, во промовирање на самата држава во светски рамки, во прифаќање, односно искажување на интерес од страна на други земји, на други држави, на други народи, во изучување, во прифаќање и во ценење на спецификите и културните вредности на нашата земја, а секако тука и финансиските импликации се извонредно големи, затоа што на тој начин се развива туризмот во Република Македонија, се развива традиционалниот начин, односно обредниот начин на одржување на разни манифестации. И исто така мора да го споменам еден извонреден фестивал кој што и вашата медиумска куќа го имаш и го третираше, тоа е Звукот на корените, кој што го третираше ваквиот стил на пеење, прилики големи за градот Тетово, за негова промоција и секако за
освен културни и финансиски придобивки со кои што може државата и како да ги искористи. Значи, гледаме колкав е интересот за туризмот во Република Македонија, гледаме дека странците се интересираат за специфичностите на македонскиот народ, затоа што македонскиот народ знаеме дека има свој идентитет, своја култура, своја историја. Ова е еден од низата сегменти кои што може да ги привлече странските туристи да дојдат покрај да го вкусат познатото тетовско гравче, можат да се напојат, значи извонредната македонска музика која што потекнува токму од овој дел, од долнополошкиот крај, машкото полифоно пеење и секако на активирање се поголем број на групи. Апелирам пак да бидат млади генерации кои што исто ова ќе го пренесат во континуитет, бидејќи само на тој начин сите од ова работа ќе имаме духовна и секако материјална корист за оние, зборам, генерации кои што доаѓаат понатаму, затоа што тоа е нашата мисија во целата оваа работа, да го отвориме патот на следните генерации да се бават со овој стил на пеење или надпејување, бидејќи порано во дамнешните времиња на ваквиот стил на пеење имало надпејување помеѓу групите, на разните прилики, како што кажав, на нивите, на полето, на лозието, пред црквите. Овој стил на пеење навистина има големи корени и пак ќе кажам, за жал, недоволно презентиран, промовиран, стигматизиран и прифатен со големи стереотипи. Да ги отргнеме еднаш за секогаш таквите работи и да се гордееме со она што го имаме и треба навистина да го цениме. Гласоечко е трето културно добро кое Република Македонија за многу кратко време го впиша во листата на заштитени добра на УНЕСКО. Пред 2 години тоа е направено со првото културно добро, уникатниот верски обичај од Штипкот 40. Минатата година на репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријално културно наследство е и македонското оро Копачка.